И во четвртото интервју кое што за денеска го имаме испланирано е токму посетата која што ни ја направи за прв пат, замислете, тоа разговаравме за гостинката, за прв пат ни е во студио во телевизија 24 и тоа реков дека ќе мора да го поправиме. За следниот пат ќе најдеме и некоја тема за која што ќе имаме можност да разговараме со гостинката која што ни е во студио. Додека пак гостинот кој што ни е преку Zoom врска бил дел од гостување во телевизија 24 и денеска двајцата склопено заедно се тука токму поради првиот македонски театарски практикум за деца, младинци и возрастни, ке речат тие, од игра до представа. Прво на дамата во студиото, Афродита Киријаковска, актерка и едукаторка, и посакувам добре дојде. Благодарам и јас поздрав до сите гледачи на 24, посебно на она таргет група за која што го наменивме практикумот. Одлично, многу се радувам што сте дел од ова студио и велам ќе го поправиме тоа следниот пат, ќе имаме можност за некоја тема токму да седнеме убаво да разговараме. Имате ми? Бога ми, имате ми. И Игор Ивковиќ, режисер, заедно со нас преку Zoom врска. Тоа е сега пандемија, чуда, мора да се двоиме. Игор, кажи ми доколку се слушаме. Игор? Да. Добар. Малку изгледа проблем со конекцијата, но добар ден од мене. Фала ви за поканата. Да, благодарам Игор, само да видам така. Добро. Игор, кажи ми, сме разговарале во неколку наврати, сме имале можност да бидеш дел и од наши гостувања, но прв пат по еден ваков повод, затоа што едно вакво првенче кое што заедно со Афродита го направивте е нешто што досега немало и тоа со Афродита зборувавме дека не е проблем што Афродита ви се обраќам, да. Зборувавме дека можеби дури и во регионот јас немам сретнато еден ваков практикум, вака издаден. Не сум сигурен дали има во регионот или не, но знам дека ваков практикум постои во европските и во светските центри, особено онаму каде што театарското образование како предмет е застапен уште од најмала возраст, значи од прво одделение па петто одделение. Тоа најчесто сме го гледале и по филмови каде што учениците покрај хемија, математика, физика, физичко, ликовно и сите други оние редовни предмети во наставата, сме гледале каде прават представа како завршен испит по театарско образование или драмско образование. Мислам дека има примери на наши колеги од регионот на еден ваков практикум на театарски вежби, кои што се познати за театарската јавност, за колегите наши актери и режисери. Тоа се дел од нив се изучуваат и во првите семестри на факултетите за актерска игра, за режија, за драматургија, креативно творештво и така натаму, а се дел од на редовна пракса овдека кај нас во неформалните едукативни центри кои што како што постои нашиот од игра до представа и одбележува годинава 10 години постоење. Не знам дали е прво, но сум среќен и јас и Дита и сите наши колеги кои што соработуваа и придонесоа овој практикум да излезе на виделина. Среќен сум што конечно имаме едно писание што заедно со Дита го работевме можеби долги години, посебно последната 2021 година. Седнавме да направиме сублимат на сето она што ние сме го запишувале на најразлични работилници, на најразлични едукативни семинари, каде што сме посетувале на фестивали, каде што се споделувале искуство од најразлични области за работата и методологиите кои што ги користат различни режисери, наши колеги и актери. Сето тоа запишано во неколку десетици, можеби, големи тефтери, тетрадки, папки и така натаму. И сега имаме една можност да го покажеме тоа и да го споделиме со јавноста. Така. Афродита, во овој дел би сакал да ве прашам, значи целото она искуство кое што го имат вие сте од Македонскиот народен театар, произлезена, дипломирана сте на ФДУ во Скопје, меѓу првите генерации, предпоставувам, од... втората генерација, кај Димитрија Осман. Да. И веројатно целото тоа искуство кое што го носите и ми се чини дека и од секогаш фокусот ви бил на работа со младите. Да, деца и млади. Да, деца и млади. Дали
кога сте почнале вие да работите со деца и млади, еден ваков практикум ќе ви се најдел многу во животот и многу повеќе ќе сте можеле да посветите внимание отколку сето ова што сте го насобрале па сега вие да го направите. Да, апсолутно би ми се нашол, меѓутоа се снаоѓавме на неверојатни начини. Прво се присеќавав на игрите што сама сум ги играла како дете. Потоа јас од секогаш многу внимание на децата им посветував и кога немав собствено дете. Мислам дека од секогаш сум се чувствувала меѓу децата најдобро. Бидејќи децата во се што прават се многу посветени. Они го прават тоа до крај и дават извонеден фидбек. Јас најпрво почнав да правам представи со деца. И морам да кажам дека во една таква, тоа е мојата прва средба со Игор, кога он беше новинар и го направи моето прво интервју по повод представата Како се станува цар во драмски што ја играа. И од тогаш, од време на време се среќававме овака и јас секогаш викав, ова е човекот што го направи првото мое интервју за телевизија. И со деца, потоа почнав децава да ги внесувам во представите. Во она што правев представи за деца со познати актери, мислам дека нема, од повозрастната генерација нема актер со кого што не сме правеле представи. И потоа почнав да внесувам деца. И одеднаш се воспостави дека децата многу повеќе ги сакаат децата на сцена, бидејќи тие се идентификуваат. И одеднаш стана мој сон да се направи театар, каде што деца ќе играат за деца, ќе гостуват возрастните. Мислам дека тоа е друга тема, за малку ќе успеев, ама тоа малку преовладам. И најголемиот мој дострел е што се сретнав, што почнав да соработувам со Игор и Мио. И мислам дека ништо случајно не се прави во животот, бидејќи одеднаш се пронајдов себе си, она што сум го поминувала јас, они многу посветено го работат, многу стручно и многу сме некаде на иста линија. И јас го споделував моето искуство со многу игри, кои што работев со години со деца, а тие готово пола од тоа го знаеа, многу љубопитно се вклопуваа, значи сверувавме едни на други. И одеднаш дојдовме на идеја да го направиме тој практикум, бидејќи, знаете што, мене ми се случувало, едно време бев јас единствена што работев со деца. Потоа почнуваа Магдалена, Весна направи студио и мене главното прашање беше сега што ќе правите со конкуренцијата? Нема тука конкуренција. Добро е да имаме илјадници такви групи. Добро е да се работи со децава, бидејќи тоа е нашата идна генерација и од нив многу ќе добиеме. Во тој дел, дали, например, со денешната перспектива, со денешното искуство кое што го носите и го имате сето и она што сте го испишале на тие страници на практикумот, некои работи би ги правеле многу поинаку доколку се вратите назад на почетоците? На почетоците? Па не. Јас прво сум ги правела од срце. И полека се покажуваа како добри и како успешни. Потоа, кога беше управник Владо Цветановски, мојот почитуван колега, кој што веќе не е меѓу нас, тој ме испрати бидејќи знаеше дека работам со деца, и ме испрати на еден проект мултимедија. Јас со таа мултимедија поминав многу семинари и одеднаш сватив дека треба на тоа да се работи. Учевме од светски, доаѓа они вика гости, одевме ние, посетувавме, правевме проекти и така. И јас пишував. Сите игри ги запишував и ги додавав, ги модифицирав, ги прилагодував. Добро е што сте ги запишувале. Па да, бидејќи
бидејќи кога ги работев со децава и прво имав една група артисти на кои им пренесував и ние вежбавме прво пред да одиме да одиме и ние организиравме семинари со деца и со водители, ние вежбавме. Ја прво нив ги обучував и потоа со децата заедно ги работевме и знаете што они ги надградуваа. Тоа е, децата се извонредни. Мислам дека баш е тоа експлозија на волшебство што они може да пружат. Секогаш, мислам дека не можам да се сетам на ниеден случај кога детето и без тоа дали дошло да биде актер, дали дошло да овака, дошло некој ги довеле родителите затоа што е срамежливо, што е повлечено, што има. Ние немавме случај на, да кажеме, дете неприфатено затоа што не е, дека има некој свој недостаток кој што го исправавме. Бидејќи главно прво децата се учат, они сите се сакаат. Веднаш почнуваат да се сакаат, да соработуваат, не се караат. И јас се чудев како може некојаш кога на училиште се случува овака недоразбирања, па се жалат родители, но вика мене никогаш не ми се случило. Бидејќи децата сите се прифаќаат. И уреду се, и сите до еден, оние што поминале, има сега многу возрастни, јас се зачудувам, си ги носат своите деца. Еве, недавно една мајка, која што кај мене беше од 5 години, доведе своја ќерка тука, и тоа се извонредно успешни луѓе. Одлично. Добри, успешни, мислам, не знам како да кажам, позитивни. Игор, доколку си ни на линија, се уште предгледам дека не следиш со внимание од преска и постојано како раскажува Афродита, така и се подсмевнуваш по делот на некако со како да се подсетуваш со убавина на почетоците веројатно кога сте започнале комуникација со Афродита. И прашање како? Велам ќе испадне како да се фалиме еден со друг, таа мене јас не знам, а вистина е тоа што таа го кажува, затоа што јас од неа се уште учам, и Ирена, и Мио, и сите ние, затоа што Дита е на вистина доаѓени личноста која што мислам дека ги воспостави темелите на таа неформална театарска едукација во нашата земја. Дали еден ваков практикум тебе ќе ти се најдеше на почетоците, Игор, кога започна? Може би затоа и двајцата ги споивте силите да го издадете практикумот, за да не мора сиот тој трнлив пат да го врват сите понатаму. Дефинитивно, не само мене, мислам и на сите ние кои што и во аматерски води сме запливале уште во основно или во средно, мислам дека тука некаде го имаме искуството заедничко и со тебе. Да. И сите оние кои што ја сакаат таа сценска уметност, затоа што сите овие игри, јас се сеќам на еден фестивал во Монако, учествувавме и плюс на една конференција, имаше професор од Државната академија, од Руската академија во Москва, и седев како Дита што сега спомена и затоа се присетив, учествував на тие работилници, веднаш после таа работилница се сеќам дека некои десетина игри од професорот по режија, што ја држаше на тема на Станиславски методата, например денеска ги пременуваме истите тие игри запишани на тој семинар, например, и така натаму, и ги споделуваме. Дефинитивно ќе ни помогне на сите нас кои што почнувавме со театар или што сакавме да се занимаваме, затоа што овие игри не се само игри во нивната суштинска форма на забава, туку овие игри, како што и во нашата книга, во нашиот практикум, тие се поделени, ние направивме систематизација, поделена под 8 тематски целини. Станува збор за, например, игри за запознавање, игри за концентрација, игри за поттикнување на креативноста, за имитации, за импровизации, за глас, говор, дикција, нешто што е особено многу важно во нашето денешно живење, затоа што е од една страна да се научат учениците за правилната употреба на нашиот македонски јазик, за јасноста при говорот, а особено се важни оние почетните игри кои што имаат за цел за запознавањето. Тоа не е само формално запознавање на името, презимето, годините на другарчињата и соучениците. Преку тие игри на запознавањето децата уште од првиот час се навикнуваат да ги прифатат различностите, да ги прифатат различните емоционални аспекти на другиот, да се прифатат во нивната
форма, во нивната суштина и во нивната емоција. Па понатаму и игрите за концентрација, кои што се особено важни во секоја сценска игра, затоа што актер без фокус и без насочено внимание за ликот што го гради, не би можел да обстои на сцена. Тимските игри исто така се доста важни, кои што се застапени во овој практикум, и понатаму нормално оние техничките аспекти на актерската игра, сценскиот говор, сценското движење, имагинацијата, безпредметни действија и така натаму. Игрите застапени овдека ќе ни помогнеа и нам, ќе ни помогнеа и на сите, ма среќен сум што мислам дека новите генерации ќе може да си ги играат дома, што и се случува тоа. По завршување на часови сме имале примери каде што дечиња ни раскажуваат како дома играат некои од игрите со нивните родители или со нивните другарчиња, кога ќе се соберат, особено сега во овој зимско-пандемиски период, седнуваат и ги играат истите и дури си ги модифицираат. Фасцинацијата е интересна што децата никогаш не се заситуваат од една игра. Тие често пати знаат да речат наставникот или Игор или Дита, не се нарекуваме секогаш наставникот, не е ни задолжително тоа, затоа што ние наставниците сме дечињата, они им даваме на нив предност да се чувствуваат и возрастни, за да се воспостави тој добар баланс на работа. Често пати повторуваме на секој час постојано една игра и тие ги откриват сите тие нови аспекти што таа ги нуди, дали за емоционално ниво, дали за поттикнување на креативност. И тоа се оние точни дефиниции на бројни социолози, филозофи, теоретичари на култура, кои што во воведниот дел на книгата ги објаснувам како Хуизинга, Рожека и ова, кои што ја дефинираат играта како слободна активност, во која што детето и секој чинител се вклучува самостојно и таа може да биде секогаш повторлива затоа што ги открива новите аспекти на живењето, новите аспекти на промислување. За крај, некаде тука сме при крајот на разговорот, имаме уште 2 минути од прилика. Афродита, кажете ми во делот на примената на практикумот, бидејќи Игор веќе испомена и многу голем дел од вежбите и она што е дел од содржината, дали им го препорачувате на вашите колеги и на сите оние кои што планираат, можеби на некаков начин, да бидат дел од работата со деца и младинци, па и возрастни? Да, јас го препорачувам и мислам дека многу ќе им помогне. И дека многу ќе ги интересира и јас добив многу честитки со каде може да го најдеме. А каде може да се најде? Па во скоро во сите поголеми библиотеки. Добро. И мислам дека појавува интерес, меѓутоа дури кога ќе почнат да работат, ќе пројави уште поголем интерес. Ние се подготуваме за второ издание, бидејќи многу се, мислам, боревме за секоја игра, а оно беа најмалку 200 и онда само вика немој ова да испрлиме, немој она, и тука беше многу тешко, бидејќи има многу илјадници игри, да, а не можеме да правиме практикум од 1000 страници, не бива. Подобро на неколку дела од колку наедно. Да, подобро, бидејќи и се трудевме да извадиме основното. Мислам, оние кои што се први. Меѓутоа има, мене и денеска ми е жали, ќе се слушнеме по телефон, леле, таа игра ќе ја играм денеска, бидејќи е навистина добра. Ајде за следниот практикум и така. Дали, бидејќи глумците никогаш не се пензионираат од сцената, дали на овој начин, преку ова што го правите со младите и со децата, токму си го одржувате духот за театарот? Да, јас со години се обидувам да го задржам детето во мене и само така добро се чувствувам. Одлично. Игор, за крај, веројатно не можевте се сами во делот на издавањето на практикумот и дали постои некаква можност ако некој освен библиотека е заинтересиран и да го купи практикумот? Да не ги заборавам, значи нашите поранешни соработници Дарко Велич, кој што заедно го почнавме училиштето за театар, кој што годинава одбележува 10 години, за книгата особено благодарам кој што ги споменав и претходно Ирина Илиевска, која што ја посвети целината на глас, говор, дикција, игрите и вежбите наменети за оваа тематска целина, и нашиот уредник и колега кој што секојдневно играме на часовите со децата, Миотар Костич, кој што се јавува и како уредник на ова издание, а истата за вашите гледачи,
може да се најде во поголемите книжарници во Скопје, од литература МК на улица Македонија, Матица, Клуб Полица, Антолог, или култура и така натаму. До крајот на месецов се надевам дека ќе ја имаме и во внатрешноста на Македонија, така да за сите оние што се заинтересирани може да ја прочитаат и да почнат да се играат и да креираат. Благодарам многу, Игор, за издвоеното време, за тоа што беше дел од Студио 10. Малку ми беше краток разговорот, ама ќе мора да имаме уште еден. Не би било добро да ги замараме повеќе сега, али јас ве држам за наследниот. Нема, готово. Даден е зборот, следен пат мора да направиме една убава емисија целосна. Игор, благодарам, со тебе прво ќе се поздравиме. Благодарам и јас на тебе, Огнен, и на телевизија 24, која што, како ретко кој, одстапува доволно простор за културата, уметноста, но и едукацијата. Благодариме. Ова многу ни значи последното сега. Благодарам многу. Афродита, вам ви благодарам. Ако имате нешто за крај, слободно да дадете. Па ништо, обично сум навикната Игор да зборува, да го кажува на главното, бидејќи... Техничкиот да аспект, не тој да го повтарам, каже. да. Така што јас прв пат во животот се чувствувам баш како дама. Одлично. Баш се радувам што ме така. Значи, убав печаток сме оставиле сега Да, со првото гостување, да. за следното веќе гладко ќе се договориме. Договорено? Договорено е, одлично. Благодарам многу и се гледаме при наредна можност.